Тоа беше само мал дел, се разбира, по-долготрајната верзија ќе биде достапна исто така за прегледување, но околу сите овие детали, а и се разбира да го слушнеме низиниот глас кој што секогаш слидува кога зборува, а тоа е Далиборка Златева, председателка на Сдруженијето на лица со церебрална парализа и други повреđености. Далиборка? Чај ми е Далиборка? Ете ја тоа. Добро вечер, драги сограѓани. Јас најнапред да ви се заблагодарам што ви има еве во волкав број. Ова само покажува дека не сме сами во борбата која што еве, може би нема да наречам борба, еве патот кој што водиме за да направиме подобар и подостоинствен живот за лицата со попреченост. Мене ми е многу драго што сте вечерва со нас, бидејќи на некој начин ќе не запознаете кои сме од блиску, што работиме и зошто еве се осмеливме да започнеме кампањата заедно за нов дом, бидејќи пред 3 години кога ги отворивме првите мали групни домови, искрено да ви кажам, бев малце во прашалници што ќе се случува, дали ќе успееме во намерата тоа да се одржи понатаму да обстојува, и еве после 3 години гледаме дека сето тоа функционира, дека лицата кои што се наоѓаат во малите групни домови се среќни. Ја видовте разликата на филмот како е да живееш во институција каде што има субстандардни услови за живот и каде што се нехумани, а што значи да живееш во нормална куќа, каде што некој е постојано со тебе, некој е твоето семејство, некој има да те ислуша, да те прегрне, да ти помогне во текот на денот. Така да оваа наша замисла да прошириме услугата во наредната 26-та година, верувајте, нема да може да се реализира доколку ве нема вас, доколку ја нема заедницата, доколку ја нема поддршката од локалните самоуправи, од Министерството за социјална политика, од бизнис секторот, невладините организации, фондациите и сите заедно да успееме на некој начин да оформиме нови домови и да им помогнеме на оние на кои што им е најмногу потребно. Јас само ќе кажам дека еве пред 4 години кога започнавме да ги правиме домовите, сакам да се заблагодарам на организацијата Цепросрчие што видео и собствено се на некој начин пред малку што го видовме, кој што не пронајдоа како невладина организација, ја препознаа нашата посветеност, пожртвуваност и желба да помогнеме на лицата со попреченост и на тој начин настанаа тие 4 мали групни дома, но се надевам дека во овој пат кој што ќе водиме во нареднава 26-та година ќе најдеме нови наши сојузници, меѓутоа ќе ги поканим и оние кои што се стари наши соработници и поддржувачи, заедно да успееме во намерата да прошириме социјалната услуга и да направиме нов топол дом за оние на кои што им е најпотребно. Јас не би сакала повеќе да должам, за да не одземам од времето, за да уживаме понатаму во музиката која што ни следува и оперските пејачи кои што се со нас, кои што сакам да им се заблагодарам за ова што го прават бидејќи е нив хуман гест. Само ќе кажам дека ви благодарам што сте тука, уживајте во музиката и да останеме заедно посветени кон успехот на оваа наша цел која што сакаме да ја постигнеме. Ви благодарам многу. Треба да се заблагодариме официјално. Одлично, така што биди тука. Сега следува делот во кој ќе оддадеме признание на партнерите и поддржувачите на Сдруженијето, а благодарниците ќе ги повикуваме по групи. Така што, ќе ги поканам сега представниците на локалните власти да ми се придружат на сцена, а тоа се локалните самоуправи на општината Велес и општината Градско.